Нема утре да влеземе во Европската Унија па да не погодува изјавата на Емануел Макрон. Ваков е ставот на македонскиот председател Стево Пендаровски. Вели ставот на францускиот председател не бил официјален став на Франција во Брисел, бидејќи бил кажан само на состанокот со амбасадорите во Париз, а и да станал официјален став, не верувал дека ЕУ ќе го прифателе. Не сме членка, нема да станеме членка утре па да се плашиме дека ќе имаме понизок статус и помалку права од другите земји членки. За нас е најбитно да продолжиме по формален пат кој го имаме до сега и да се приближиме што е можно поскоро до Европската Унија. Мислам дека стана возможност за еден предлог за размислување, бидејќи реков даден пред 5 години, се е само повторен. И не би се вознемирал премногу се додека не стане официјален предлог во телата и органите на Унијата. Во моменти додека нашите тука не убедуваат дека уште бугарите во уставот ни се важни за напредок кон Европската Унија, порака дека мора многу повеќе да работиме ни стигнува од хрватскиот председател. Според Зоран Милановиќ треба да се работи на билатералните спорови, но во исто време и на реформите на домашен план за да добиеме членство во Европската Унија. Важни се и едното и другиото. Не знам што би ви одговорил на прашањето. Постојат отворени прашања, а особено помеѓу Србија и Косово, кои што меѓусебно не се признаваат. Тоа се процеси што се одвиваат паралелно и истовремено. Дека и по уставните измени нема патот кон ЕУ да ни биде послан со рози како што сакаат да ни представат нашите власти, ни порача словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар. Проблеми на самиот пат има многу, имавме и ние. Не постои лесен пат, но заклучивме дека не е помала Европа, туку поголема Европа, повеќе Европа и во овој регион. Ме радува што го усогласивме текстот на декларацијата. Дамка врз тврдењата на Ковачевски и колегите дека до 2030-та ќе сме биле во ЕУ, фрли српскиот председател Александар Вучич. Da se dobije članstvo Evropske unije najkasnije do 2030. To su, po mom mišljenju, lepe želje, ali ko sam ja da rušim optimizam kod nekih drugih i da umanjujem ambiciju nekih drugih, tako da moje je bilo da prihvatim super ako tako bude, a da li će da bude nisam siguran. Инаку на лидерскиот состанок на Брдо Бриони во Скопје присуствуваа и председателите на Албанија, Косово, Црна Гора, како и членовите на председателството на Босна и Херцеговина. Потпишана беше декларација со која се бара забрзување на евроинтеграциите на земјите од Западен Балкан, се договори соработка во борбата против климатските промени и нивно ублажување, како и соработка за задржување на младите во регионот.